Аман бе, Кочо. Зошто па зошто? Затоа што францускиот јазик е јазик на поезијата, јазик на дипломатијата. Затоа што да пишуваш на француски е како да си брат со Александр Дима или со Балзак, или барем братучет со Рембо. Ете затоа јас сакам моите поеми да ги пишувам на француски јазик. Така е, Ганчо. Но Кочо е во право. Треба што повеќе да пишуваме на наш јазик, на велешки. Полека малце двајцата. Јас не велам дека поезијата не чини кога е на француски, на бугарски или на српски јазик. Јас само мислам дека треба да почнеме да пишуваме на наш народен јазик. На нашки да си ги опеваме песните какви што се. Знаете колку малку луѓе имаат пробано да пишуваат на тукашен јазик? А знаете како ќе го личи? Ќе го личи како во народните песни на свадба луѓето што ги пеат. Ко на веселба, ете така ќе го личи. Или како на погреб, мајче, како на погреб. Ако нашата поезија е тажна како што музиката ни е жалосна, тогаш и јазикот наш ќе биде каков? Како кога нашите жени тажат по мажите. Така е, брате. Прав си. Сите сте прави. Особено бате Ганчо. Ама ајде тебе да те прашам. Што мислиш за поезијата на Гете и на Пушкин? Сите пишуваат на свој јазик. А ние нашиот? Уште го немаме ни поставено како треба. Добро. Ајде во Мејана, таму ќе зборуваме. За таа теза се согласуваме сите. Идам, Кочо. Е добро де. Творете што сакате, колку сакате и на кој јазик сакате. Пишувајте и на латински, и на кирилски букви. Јас ништо не ви бранам. Буквално ништо. Ама за мене францускиот е вистинскиот јазик на поезијата и тоа нема никогаш да се смени. А тоа што јас како странец зборувам француски подобри од некои французи, тоа не го сметам за мана. Така е, Ганчо. Види, не е дека јас лично сум франкофон или дека го љубам Жан-Жак Русо. Не е дека францускиот јазик за мене е првата и последна љубов. Мислам дека Ганчо има право. Само не знам дали во Франција има толку добри девојки како он. Мон шери Жорж, убаво е тоа што ти ги сакаш тој твој Русо, што си бон, и што Ганчо ги сака неговите французојки. Но јас како артист, јас како глумац... Ајде бе, Комшија, кажи, што е за тебе најбитно во уметноста? Јазикот или темата? Се е убаво тоа со јазикот, убаво е тоа со темата, но комедијата е најтешкиот жан, тоа е најубавата поезија, особено кога е кажана на француски. Не се па. А колку е убав тој наш јазик, колку е убаво кога песната е испеана на наш, на тукашен, на велешки јазик. Ете, тоа е тоа што јас сакам да ви го кажам. Играле се делије насред земље Србије. Играле се делије насред земље Србије. Ситно коло до кола, чуло се до Стамбола. Ситно коло до кола, чуло се до Стамбола. Кочо, заборав да те прашам, кога тргнуваш за Дрезден, а? Од кај знаеш ти за тоа? Ти пишува на челото дека си избран да бидеш член на конференцијата на КПЈ-то и имаш некоја кочанчанка малина, што е? Стигнавме да седнеме на тераса во овде, малце на воздух, а? Ги гледам на трима жандарми. Изволте, господине. Писат? Šta će mu sa vama? Jebo vam pas, mater. Bagro crvena. Psuješ kralja. I žandarme. Не, господине, жи ми крст. Јас до сега по никого не сум псуил. Ајде да седнем овде. Перо, сериозно те прашувам од кај знаеш за таа работа. Кочо, Ти си обичен глумец, брат. Тоа треба да е илегално, никој жив да не знае. Кочо, никој жив и нема да дознае што ти е. Ѓорги ми кажа. Вие двајца ќе седнете или цела вечер муавет на улица ќе правите? Кочо, знаеш колку сум горд со тебе, знаеш колку сум горд со тебе, појма немаш, Кочо. Петре, ајде. А да земам да ве послушам нешто. Možda će moći.
преживиш. Руски рулет. Ajde, pevaj! Добро бре, има килнер во Меанава или... Ќе одам јас ке го викнем. Подобро седи тука. Внатре има некоја гирултија со джандарите, да не те закачат и тебе. Седи, нека помине. Не ги двете неубави девојки во градот. Карваджо би им позавидел. Медам, мадмуазел, комон се вас суа? Цветанка, како е татко ти? А да ти Ленка, Рахилче, ако смеам да прашам, мајче, Меси Ганчо, тут е биен, па проблем. А тебе бе глумац, што ќе ти ја дада Миленка? Таа е таксана за еден капетан од Београд. па. И тој мора да ти е некоја ситна риба, рибче, Цветанче. Јас бре, секоја вечер го играм Наполеон Бонапарт, ла генерал ду Франс. Коста? Кочо? Што ти е? Што си се здравил како да си спил солна киселина? Извини, брате. Нешто ме магепса. Кај се ови? Каде седе? Французи. Французи си отишле дома. Да не ги разочараат старите, тие не се како мене, имаат однесување. Однесување имаат тие. Јас сум параспор, комедијант кој што сака да стане што? Трагичар. Или како тебе. Ем поета, ем активиста црвени, ем на татко ти калфа гранчариста. Перице, мораме да ги разбереме. Секоја индивидуа е микрокосмос за себе. Како не учеше Хегел? На секоја твоја теза јас морам да имам антитеза. Што ме гледаш така око корен? Сум се покапал негде? Се е во ред, мајче, се е во ред. Само многу си озбилен. Кочо, многу си озбилен. Дај, олабави се малку. Се што треба да се случи, ќе се случи. Одиме да испиеме по една тура и... Ајде. Викаш Хегел, така? Чекај. Кој е тој Хегел, наше или не е од нашите, а? Ти си вистински глумец, Перице. Еден ден ќе бидеш голем. Голема. $100, онаме ко боксуе со мном. Ајмо, пизде чогалиске. Ајмо! Боксујте во име кралеве на Југославија. Ајмо, бре. Шта е? Шта бе? Ајмо да видимо дали Бановина треба се брине о своје будучности. Шта е? Јел вас страх, а? Не, господине. Молим. Си нешто реко? Реков не, господине. Оно кајмо? Ајмо да видимо е ли Бановина будучност у чврстим рукама. Мамо вам вашу комичку. Од ваш човек.
Не може прописто да се напие, бре. Кочо, овие паднаа, не ги ни допревме. Стави ги, нека име за памет. Аман, брат, деца, што направивте? Кој ќе се расправи сега со жандармеријата? Ќе ве бараат под дрва и под камен. Што ќе правите сега, а? Што? Ќе победиме. Кочо, што мислиш? Овие беа тукашни или дојденци од Чумадија? Некако многу ни ја сакаат ракијата. Слушај, оди сега дома и не излегувај многу денови. Жандарми веќе не бараат. Јас одам за Дрезден, се гледаме кога ќе се вратам. Немај гајле, Кочо. Артист како мене. Со шега ќе ја разбие силата. Со здравје. Со здравје. За наша среќа, жандармите беа доволно пијани. Па наместо жандармеријата да организира акција за наш прогон, командата реши да го чува угледот и да не дозволи да се расчуе за развратот во нејзините редови. Во меѓувреме јас заминав за Дрезден. Учествував на 4-тиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија. Со мене патуваше и Малина Попиванова, моја сопартика од Кочани. На конгресот и двајцата бевме избрани за членови на Централниот комитет на партијата. Многу голем впечаток ми остави Дрезден. Многу убав град. Широките улици, огромните булевари, рестораните со зелка, со колбаси, со точена бира. А театарот? Фантастичен. Ти што мислиш? Па не знам баш. Прв пат е во странство? Да. А ти? Еднаш бе во Софија со татко ми со браќата. Но тоа не се смета за странство. Не уапсија и мене и браќата и Софискиот затвор не ми се виде така романтичен. Како тебе, Дрезден. Кога бев помала, во Кочани сакав да станам аптекарка. Сакав да откријам лек кој ќе ги лекува сите болести. Лек кој ќе ги уништи сите зарази, сите бактерии. Сакав да ги излекувам сите луѓе од сите болести. Дури учителот кога плукаше крв во белото шамивче. И него сакав да го излекувам. Иако беше така лош со нас. Си работел ли некогаш на полекоста? Да, како не. Си сеел ориз? Не ориз, но тутун, да. А и сум копал глина по велешките редишта. Косто, би сакала искрено да те прашам. Многу го почитувам твоето мислење како другар, како работник, писател. Навистина ќе ми значи ако ми ја кажеш вистината. Прашај слободно. Дали е вистина дека Конгресот, нашиот Конгрес, баш мене ме избра за членка на ЦК? Вистина, не со нож. Не ми се верува. Запишуваш нешто? Да не водиш дневник? Не е дневник. Пишувам како се чувствувам, какви се разликите меѓу нас и австриците. А и сега пробувам да склопам по некој стих.
Сакаш јаболко? Повели? Коста? Ако не ти е непријатно, ќе сакаш да ми прочиташ нешто од тефтерот? Ајде. Ничег не имам. Син сам глади. Кроз свет на телу свом носим нjen žig. Ни очи нема. Погледи ми разум леде. А уста јазбина запокои језиви крик. Презрење и смех награда ми е од света. Мржња моја плод je mog bdenja. Strpljenje moje krije užas moći. И? Како ти се допаѓаат стиховите? Ова е гениално, Коста. Гениално. Ова е она што му треба на нашето работничко движење. Ни требаат повеќе револуционерни поети како тебе, а не вакви аптекарки како мене. Како се вика твојата песна? Синови глади. Синови на гладта. Имам уште неколку стихови да ти прочитам. Guten Abend. Passport bitte. Нешто многу долго не проверуваат. Секогаш е вака. Особено по немирите во Минхен, што ги организираше Хитлер. Од тогаш сите сме сомнителни. Дури и ние црвените. Herr Kost, Sie sind ein Tourist aus Österreich. Ein kleiner Tourist. Natürlich. Nein, Herr Solat. Ich bin ein mazedonischer Poet. Sie sind mazedonischer Poet. Costa, Herr Costa. Wenn Sie ein Poet sind, bin ich großer Zirkusant. Kommen Sie mit. Schnell, schnell! Schnell! Einen balkanischen Schweinehund, schnell! Ein balkanischer Schweinehund, schnell! Коста! Малина беше во право. Веќе сите бевме сомнителни. Кој знае колкав страв ги беше обземал властите, та не гонеа секаде каде што ќе стигне. Како сомнително лице бев уапсен на австриско-југословенската граница. По речиси 3 месеци со слушување и судење, бев ослободен од обвинение. Конечно, можев да се вратам дома. Во Велес. Апостоле, разбуди се. Добро, Моримаро, нема да речам веќе. Не е тоа некој тропа на портата. Може повторно се жандармите. Никој не ти тропа женска глава, ајде спи. Разбуди се. Как може да е ова доба да му се не види?
Кој да е, не се нервирај. Море, напредна технологија. Струја и кај нас на којник. Нема веќе газиени ламби, мама. Кочо, сине ми се врати. Се вратив. Маро, виде дека има аеродрчење. Да не беше граоно с ношти, немаше да го чуеме коча наш кај што тропа. А ти, Весинко, како си? Никаде те нема. 3 месеци како в земја да пропадна. Гладен си, сине. Има од сомунот, има и лукче и пиперче. Не треба. Пушти ме. Ајде, пушти го. Ти вели да го пуштиш, пушти го. Ке го предсвикаш од гушкање. Што рече? Слабо слушам на десното уво. Не. Прашав како си. Не е лошо. Се вратив во едно цело. Како едно парче људска душа. А вие? Браќата, сестрите, дуќанот, се е на место? Сакаш чај? Ја ти сварам чај од липа. Молам? Ајде, донеси по една ракија да се напиеме. Ајде. Сакаш да ти завиткам еден тутун да зачадиме, а? Не. Знаеш дека не чадам. Тато, сакам да ти кажам. Кога се враќав од Дрезден, 3 месеци ме задржаа. Прво во Марибор, па во Сплит и на крај во Солин. Ама се беше неправедно. Ако нека. Ајде. Заедно нека е. Знам дека е неправедно. Кој бе, синко? И зошто баш тебе те задржа? Прво во Марибор, потоа ме префрлија во Сплит. Нема ништо конкретно, нема никакви докази, не можеа зашто да ме задржат и ме пуштија. И пишав разгледница на Рахилка. Вие сте ми нешто изморени. Како е со здравието? Еве пошта за тебе. Не е отворена. А еве и ова пристигна. Која е таа Рахилка, апостоле? Нели другарите ти рекоа дека аберот е од Малина Попиванова од Кочани? Што се случува со нашиот Кочо? Каков е овој тежок пат што го фатил? Тој има само 20 години. Уште е како неиспилен орле. Веќе ги раширил крилјата, ти се чини цело море ќе го прелета. Откај да знам што е со нашиот Коче, бе, жено. Ајде, оди истолчи сега малку сол и пипер. Стави лукче, нека има. Ајде, првиот син ми се врати дома после долго отсуство, ајде. Пожаревац. Далеко е, пасинко. Ама остај сега. Од утре ќе му мислиме за тоа. Регрутиран сум во Пожаревац. Одам во војска. Војска? Армија, пушки, патрони, вошки. Тоа е да му ебеш мајката. Од едно место те пуштат, на друго те затвораат. Ама ајде да си ти здрав и жив. Ке мине и Пожаревац. Најпосле знаеш како велат нашите. Кој не служел војска накриво моча. А моча ли накриво, бербат се прави. Тоа е, маж сака војска да има служено. За да не моча накриво. Што е тоа накриво? Ништо, бе, мајче, ништо. Така, тате. Така е. Ајде уште по едно да се напиеме. Прав беше татко ми апостол. Од едно место те пуштаат, на друго те затвораат.
Токму како затвор ке ми дојде служењето воен рок за режимот против кој се борев. Нема што да се прави. Војска ке мора да се служи.